Добро утро, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Фактор здравје. Ви посакувам добре дојде и во денешното издание, во кое што обработуваме секако нова тема. Карцином на дојка, дијагноза и хируршки третман. Ја посветуваме оваа емисија, приклучувајќи се на сите оние активности и кампањи кои што интензивно се одвиваат во текот на месец октомври, розовиот месец посветен на борбата против карцином на дојка, еден од најчестите кај жените, кои што треба да работиме повеќе на подигнување на свесноста за редовноста на прегледите, бидејќи раното откривање со редовни прегледи би значело и поуспешно излекување, односно подобар исход на заболувањето. На оваа тема разговараме утрово со професор доктор Андреја Арсовски, хирург, торакален хирург од клиничката болница Аџибадем Систина. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и на вас и на вашите гледачи. Да. Доктор Андреја, генерално порастот на карциномите на кој било орган е навистина на незадоволувачко ниво. Се поголем е бројот на карциноми за кои што слушаме и гледаме. Како сме од прилика со карциномот на дојка, велиме нема точно во бројки да зборуваме, бидејќи овде и кај нас и немаме некоја статистика, но од она што говори искуството кај вас лекарите. Повеќе пати сум кажувал дека на Македонија се уште и недостасува еден добро организиран регистар за малигни заболувања, но тоа е тоа во моментот, затоа и тие точни статистички податоци се на работ на импровизација и на некакви впечатоци на луѓето кои што работат у таа област. Секако и на глобално ниво, а и кај нас, современиот начин на живот, изложеноста на голем број токсични агенси во секојдневното живење и мислам дека многу важен и самиот стресоген начин на живење на современиот човек доведуваат до пораст на малигните заболувања, вклучително за жал и кај малигните заболувања на дојката, кои што имаат една нагорна линија насекаде во светот, вклучително и кај нас. Така, а добро би било да знаеме од прилика, така, колкав е тој број годишно зголемен или пак истиот, за да можеме заеднички да работиме на поголема превенција, скрининг. Потребата не е само од тие регистри, од да речеме статистички аспект, туку е многу битно за планирање на сите активности, вклучувајќи организирање на скрининг и дистрибуирање на мрежата на здравствени установи кои што треба да се бават со одредена патологија, како и планирање на тераписките можности на еден здравствен систем. Така да тоа е, мислам дека е многу битен сегмент во во сегментот на јавното здравје во Република Македонија и да се надеваме дека наскоро ќе се заврши тоа финализирање на еден навистина здрав и добро организиран скрининг, поготово сега со сите овие информатички алатки кои што ни стојат на располагање. Мислам дека потребно е малку поголем напор за да се искористат сите тие можности за еден навистина добар регистар. Така, и да се испланира во меѓувреме и да се спроведе на од тие дело резултати скринингот, така? Ќе може навистина да се помогне во планирањето и спроведувањето на сите овие активности за рано откривање. Така, дали и кај карциномот на дојка веќе се поместува возрастната граница од она барем што го гледате во пракса? Да, и тоа е, како да ви кажам, еден наш впечаток, не е базирано на екзактни статистички податоци, но од она што поминува пациентите што поминуваат во нашите амбуланти, се почесто за жал се среќаваме и со младата возрастна група. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Следете не и повелете, јавите се, поставите прашање за да го добиете советот и препораката за проблемот кој што го имате. За карциномот на дојка, дијагноза и третман, утрово разговараме со професор доктор Андреја Арсовски, торакален хирург од клиничката болница Аџибадем Систина. Доктор Андреја, постојано зборуваме и работиме на превенцијата. Превенција би значило рано откривање. Тоа рано откривање за да се случи, значи треба да правиме редовни прегледи. Почнува ли се од само прегледот, па ред само други кои што? Прегледот се препорачува, значи и од матичните лекари треба да им објаснат на пациентите како
да се само прегледуваат еднаш во месецот, најдобро на крај на менструалниот циклус. Меѓутоа, интенцијата на скринингот, на правилните и добро организирани скрининзи, да се откријат карциномите во фаза кога не може да се напипаат. Откако се веќе пораснати туморите кои што може да ги напипа жената сама, тоа се смета дека веќе не се тие рани стадиуми, кои што може да се видат само со ехо, мамографија или евентуално магнетна резонанца. Така да, скринингот подразбира радиолошки испитувања, периодични на година дена правење на ехо, на 2 години ако е се во ред мамографија, а кај одредени случаи каде што мамографијата може да има нејасноти, густи дојки, значи постојат категории, тогаш се препорачува и магнетна резонанца. Така да, доброто спроведување и организирање на скринингот е клучната алатка во раното откривање, кое што дава многу добри тераписки можности, многу поевтино чини и дава, што е најбитно, добри крајни резултати. Така, ако се прави редовно ехо секоја година, ако се прави мамографија на 2 години или кај некого индивидуално препорачано, така и порано, тогаш навреме би се фатиле сите промени. Апсолутно. Што се гледа со ехо, што се гледа со мамографија, некогаш така е подобра едната или другата. Затоа најдобри резултати се постигнуваат едното плюс другото. Меѓутоа, заради тоа што мамографијата е сепак изложеност на зрачење, таа се препорачува да се прави на 2 години, во колку нема индикации за почесто, а ехото апсолутно секоја година. Така. За мамографија знаеме дека малку во не поодмината возраст, некаде по 40-та. Во скрининзите, да. Меѓутоа, во колку на преглед или на ехо се утврди некаква, апсолутно мамографијата може да се прави во порана возраст. Так. Значи, тоа е заблуда дека не смее да се прави пред 40, но во скрининзите се прави после 40. Така, да, и затоа и многу жени веројатно ја одложуваат или не сакаат да ја направат чекајќи ја таа возраст. Знаете, сите имаме ние субјективности во односот кон своето здравје и своето тело, меѓутоа затоа еден организиран здравствен систем треба да најде механизми на кои што нема да го препушти скринингот на личната волја на поединецот, туку системски тоа да биде се канализирано, добро објаснето, информирани луѓето, така да нема отпор во спроведување на тие скрининзи. Така, ехото може и порано да се почне и треба ли порано да се почне, од која возраст, да речеме? Од 20-та година, така? Апсолутно нема никаква, дури и по завршување на пубертетот. Така, да. Откако веќе ќе се забележи некаква промена, што е следното како процедура во дијагностиката? Дали жената веќе нешто забележала или напипала, дали ехото покажало или мамографија? Во колку, значи, на ехо и на мамографија се види некаква промена, која што, тоа се имиджинг методи, значи, они покажуваат дека има некаква промена. Каков е карактерот на таа промена, дефинитивно се потврдува со биопсија, со тоа што денеска апсолутно златен стандард е така наречената кор биопсија. Тоа е биопсија со специјален тип на игли каде се зимаат цилиндри од ткиво и овозможуваат многу добра анализа, затоа што патологот, ако не му доставите квалитетен материјал, он не може да испорача добар резултат. Така да кор биопсијата денеска апсолутно и секогаш се прави под водство на некаква имиджинг метода. Зависно дали таа промена се применува на ехо, на мамографија или на магнетна резонанца. Значи, под контрола на некоја имиджинг техника, за да бидеме сигурни дека биопсијата е земена од правото место, а на крајот на криштата, кај одредени случаи се прави и хируршка ексцизиона биопсија, во колку сметаме дека овие другиве типови на биопсија, пред се кор биопсијата не може да добиеме квалитетен резултат. Така да, само малку ќе се навратам наназад кај ехото и мамографијата, важно е апаратурата, но важно е и како се прави снимката и важно е кој потоа ќе го прочита резултатот за жената, така да добие препорака што понатаму да прави. Постои денеска во радиологијата и суспециализација, значи за дијагностика на дојка, а секаде во светот оние што работат на скрининзи поминуваат посебна обука. Не само радиолозите, туку и радиолошките технолози кои што го извршуваат снимањето. Така да за да имате
добар резултат на маса, потребни се сите овие аспекти и од технички, но и од људски да се поминат ни сите тие фази на обука и да имаме добри резултати од скринингот. Во спротивно можеме да направиме уште поголем проблем да спроведен скрининг, меѓутоа ни дава лажна слика и лажни недобри резултати. А веќе во тие следни 2 години до следната мамографија, така жената нема да направи дополнителен можеби преглед, да. Ова што го кажавте, да, постојат стандарди кој тип на апаратура се користи, меѓутоа апсолутно може да имате најдобра апаратура, ако немате кој да ја управува и да ги толкува резултатите, да, успехот нема да биде добар. Така, добрата информираност, добрата едуцираност на популацијата значи дека полесно ќе ги прифаќате и сите тие прегледи. Кај мамографијата конкретно стравот е дека се притиска многу силно дојката како преглед, така не е толку болен колку што тука има, дека, знаете, ако се прави тако нешто да не случајно се појави испровоцирано дополнително. Од притисокот може да се створи карцином. За биопсијата има заблуда дека ако се прави биопсија може да се направи ширење. Значи сето тоа е како да ви кажам еден комплексна правилна информација што треба фактички и низ вакви активности да се луѓето да се информираат, меѓутоа а не да се дезинформираат. Така да апсолутно сите овие методи можеби е малку непријатно тоа притискање, меѓутоа за да се добие вистинскиот и добар резултат, така мора така да се направи апсолутно, испитување. Меѓутоа нема, тоа е дефинитивно заблуда дека може да се направи некаков сериозен проблем од мамографијата или од биопсијата. Напротив, тоа се многу безбедни методи, сигурни, кои што ако се користат како што треба даваат извонени резултати. Так, сите овие информации се пренесуваат во сите оние кампањи кои што најинтензивно се одвиваат во текот на месец октомври, иако за карциномот зборуваме во текот на целата година. И треба, знаете, луѓето прифаќаат правилните информации. Денеска сите имаме достап до сите тие информации, да, и треба да се користи за свеста да нема отпори во спроведување на овие активности. Но и за да нема отпори мора да биде добро организиран. Така да. Колку е важен мултидисциплинарниот пристап, односно заедничката тимска работа, радиологот, онкологот, патологот, хирургот на крај? Ја не би рекол дали е важна или не. Најважно. Тоа е единствено можна, така, затоа што секој пациент си носи своја приказна, си носи своји карактеристики и апсолутно тоа е секаде во светот така и кај нас се трудиме. Значи сите тие работи се решаваат не индивидуално, туку заеднички на маса за да се одреди најдобриот можен третман кај секој пациент поединечно. Така. Откако веќе ќе се постави диагнозата, каква е следната постапка? Кога хируршкиот третман? Кога е прв избор? Кога се одлучува да биде малку подоцна? Се уште најчест е примерно хируршкиот пристап. Меѓутоа има категории на пациенти, зависно од карактеристиките на туморот, зависи од индивидуата во смисол на конституција на пациентот, локализацијата на туморот и оно што е најбитно, предоперативните карактеристики на туморозните клетки добиени од добра биопсија. Кај одредени групи на пациенти постои индикација за така наречен неоадјувантен третман. Значи пред хирургија се почнува онколошки третман. Најчесто е тоа хемотерапија, може да биде хормонална терапија, може да биде таргет терапија со херцептин. Затоа велам дека се потребни предоперативно да се направат сите тие анализи кои што ни даваат точна слика за карактерот на туморот и секако за пациентот и неговите специфики во однос на локализацијата на туморот, градбата на дојката, конституцијата и така натаму. И тогаш индивидуално се решаваат почетокот на третманот, каде што и кај неоадјувантниот пристап, тоа е така наречена најчесто сендвич терапија, се почнува со онколошки третман, се продолжува со хируршки и се завршува повторно со онколошки третман. Значи тука има бројни
варијации кои што се индивидуални, затоа велам дека индивидуалниот пристап немаме ние шеми за сите исто да биде или за оваа група на пациенти, затоа е потребен тој конзилиарен пристап во планирањето на третманот и донесувањето на индивидуална одлука кај кој пациент каков третман ќе биде најдобар. Се уште, значи, хируршкиот третман најчесто е иницијален, меѓутоа тука има многу варијанти кои што треба да се планираат пред да се започне со третманите. Така. Што значи карцином откриен во рана фаза и што тука се презема? Најдобро е да се открие во така наречен нулти стадиум, тоа е инситу. Што значи инситу? Кога веќе имаме малигна трансформација на клетките, меѓутоа не е пробиена таа базална мембрана. Тука сите тие третмани се минимални, и хируршкиот и евентуално некаков минимален онколошки третман. Најчесто се состои во хормонална терапија, може некава поблага хемотерапија, значи инситу карциномот е интенција на сите овие скрининг програми и од една страна успешноста на тие скрининг програми се согледува колку се успеало да се откријат пациенти за во инситу. Или барем да биде тоа првиот стадиум. Значи, тоа е интенцијата на организираните скрининг програми. Така да. Следните стадиуми, односно стадиуми на карцином на дојка? Растат, значи има први А, први Б, втори А, втори Б и така натаму. Меѓутоа, успехот во лекувањето и самото лекување е многу посложено, потешко и за пациентот и за лекарите, а и за жал резултатите се многу понеповолни. Со други зборови, 5-годишното преживување и излекувањето, како расте стадиумот, тоа обратно пропорционално. Помало, да. Во поглед на хирургијата, целосно отстранување на дојката или зачувување на дојката или отстранување на дел? Кога и во кои ситуации? Тоа е оној индивидуален пристап, каде што треба добро да се процени пред се карактеристиките на туморот, понатаму локализацијата на туморот, големината и секако и конституцијата на пациентот, на крајот на криштата и психолошката состојба, односно ставот на пациентот. Тој став на пациент не смее да биде водечки, меѓутоа на крајот треба да го слушнеме пациентот, што има пациенти со мали тумори кои што инсистираат на отстранување на цела дојка. Имаме и други ситуации кога некој инсистира на зачувување на дојката, меѓутоа ние треба да процениме дали е тоа во корист на, односно добро за пациентот од аспект на самата туморозна болест. Значи, постојат тука повеќе варијанти. Една е радикалната мастектомија, кога се отстранува целата дојка заедно со лимфните јазли. Втора варијанта е квадрантектомија, значи отстранување на квадрант еден дел од дојката со лимфните јазли. И третата варијанта е отстранување на туморот со неговата непосредна околина. За да одлучите која операција ќе може да биде применета, потребни ви се сите овие аргументи на маса, значи тоа не е личен избор, туку е избор базиран на сите овие предоперативни диагностички постапки, за да може да го донесете вистинското решение. Така да, и тоа е дел од тој индивидуален пристап за да изберете најдобрата метода во лекувањето. Така. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до докторка и до водителката. Ви благодариме. Јас сум оперирана 10 години. Од првиот стадиум до тален инситу. 13 години таблетки и 25 зрачени. И сега имам болка многу вратот и од грбот. Дали од болест или нешто друго. Имам и дегенеративни промени на работот. Во ред, ви благодариме за јавувањето. Во секој случај треба
да се проследи таа работа. Најверојатно е од дегенеративните промени, Да. кои што со возраста сите повеќе или помалку ги имаме на вратниот и на делот од рбетот на градниот кош. Меѓутоа со скен или со рентгенско снимање треба да се види дали евентуално и секако да се одредат и тумор маркерите. Така да. 10 години поминале, значи не е мал период, Не е мал се период, појавило нешто во меѓувреме, за жал некогаш и после долги периоди знаат да се појават одредени промени. Во секој случај треба добро да се доиспита, но се надевам дека ќе биде она другото кое што нели сепак има решение и за такви работи. Да, секогаш тука постои стравот од повторното враќање на карциномот, ама редовни прегледи уште поинтензивно се прават, така после. Значи постои протокол на контроли најчесто и тие протоколи може да бидат индивидуализирани зависно од наодот, од типот на лекувањето, што се е поминато во фазите на лекувањето, меѓутоа генерално некој принцип постои да првите 3 години редовните контроли се прават на 6 месеци, а после тоа еднаш годишно доживотно. Така, да го слушнеме, се извинувам и следното јавување. Добро утро и за вас. Добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да му се захвалам на докторот. Ја пред 4 години сум оперисана, уште беше во ремедика и мислам до сега како да има златни раци ми е баш добро. Немав ни зрачење, ни хемо, само примам летартан, хормонална терапија. Така да сега баш во октомври правам 4 години и сакам да прашам уште една за моја блиска особа, за ќерка. Она исто пред 6 месеци сега се опериса исто на десната града, а она самата се напипа 2 мали како гручиња и одма подхитно опериса исто во ремедика. Малце беше сумливо дека БА2 и ни рекува да пратиме испитување во Белград, не знам, не можам медицински да кажам како докторот разбира. Оттамо ни одговорива дека се работи што за малигно како и моето, меѓутоа исто прима таблетарна терапија прима и она, тамоксифен она пие 2 пати, сабајле и вечер. Па сакам да го прашам докторот повеќе да ме така за ќерка ми, пошто се работи за 46 годишна жена, многу млада. И што понатаму? Она ги прави сите испитувања, исто си прима терапијата на време све, ама секој пат постои страф некој. Така, да. Та да ми одговори господ докторот што понатака, дали ќе имаме утеха, така да се надаме да ни биде све нај, зашто се работи за мајка и ќерка. Така, мора секогаш да се надеваме на најдоброто. Ви благодариме за јавувањето. Доктор Андреа? Веројатно таа терапија е одредена врз основа на карактеристиките на туморот кој што бил опериран, неверојатно него сигурно, и во колку е препорачена таа терапија, значи тоа произлегло од анализата на патохистолошкиот материјал и треба да продолжи по препораките на онколозите колку време таа терапија ќе ја прима и секако да прави редовни контроли. Така да. Е тука веќе нели наследниот фактор, генетската предиспозиција, така мајката па ќерката. Секогаш треба малку повеќе да се обрнува внимание на генетската предиспозиција е докажана, односно зголемениот ризик кај одредени генски мутации пред се брка 1, брка 2, но ние правиме денески проширен панел кај одредени ризични пациенти или некогаш и на барање на самите пациенти. Инаку во Аџибадем Систина ние редовно кај сите пациенти имаме испитување на брка 1, брка 2 мутации и во колку имаме тука појава на такви мутации, тогаш се препорачува истите тестирања да се направат и на најблиските роднини, ќерка, мајка, сестра од женски пол, за да евентуално се процени ризикот. Не значи дека ако имаме мутација дека ќе добиеме карцином, но ризикот е зголемен и затоа будноста, односно контролите, тие превентивни прегледи треба да бидат пофреквентни и посериозни. Некогаш да речеме и со магнетна резонанца, затоа што таа сепак успева да открие промени кои што некогаш може да бидат маскирани. Така да денеска и тие генетски панели
се повеќе се користат во медицината и во одредување на ризикот за појава на карцином на дојка. Така, да. Да го слушнеме и следното јавување. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Дали сте се уште на линија? Да го слушнеме. Да, ве слушаме, повелете. Добар ден, јавуваме се од Штип. Да го питаме доктора, јас да кажем една година одам на контрола за дојката. Чисто за како контрола на првата контрола, на првиот преглед најдеа ми како циста. Цистата е 4,5. И сега на 6 месеца одам па на контрола и цистата не се повлечува. Па сакам да го питам докторот дали е нешто да не е поврзано со карцином или нешто да не се влоши некоја работа. Така. Ви благодариме за јавувањето. Ќе погледнеме блок реклами, па советот и препораката ќе ги слушнете веднаш по рекламите, затоа останете со нас до самиот крај. Веднаш по рекламите, доктор Андреја, советот и препораката. Цистите, чести се цистите, ама секогаш не плашат, така, циста, ќе се повлече или ќе направи некаков проблем. 4,5, дали е милиметри или е сантиметри. Тоа е многу битно. Ако е 4,5 милиметри, тоа се занемарливо мали цисти, да речам, кај многу жени нормален дел од градбата на самата дојка, затоа што дојката се менува со под влијание на менструалните хормони и тие цисти во тој тип на органи, не само во дојката, во органи што се менуваат ендокринолошки, се прилично чисти. Тоа е занемарливо. Сега, ако е 4,5 сантима, тоа значи може да прави тегоби во однос на стварање на притисок, но и тоа не е индикација за евентуално хируршко лекување, освен ако цистата нема некакви компликации од типот на пред се инфекција на цистата или појава на некакви интерцистични израстоци кои што треба да се анализираат. Не знам дали е правена биопсија, дали е вадена течност од цистата, така да во колку има други прашања. Само да се продолжи редовно, така како што досега нели се правил, некојаш може една циста, некојаш може повеќе цисти. Најдобро е да дојде во амбуланта, во ординација, да ги видиме сите наоди, за да советот биде така, што да се прави издржан, понатаму, Да се вратиме на хирургијата, ни остануваат уште некои 5-6 минути до крајот, ама доволно нели да кажеме уште неколку битни поенти околу хирургијата, но и реконструкцијата на дојки. Така. Психолошкиот момент, самото соопштување на дијагнозата карцином на дојка веројатно е тежок за самата пациентка, но и се потоа што следува како зафати, процедури. Не би рекол само тежок, тоа е шокантен. Да. Добивањето на дијагнозата, сите ние и различно ги преживуваме тие работи, меѓутоа не нормално е да пациентот доживее огромен стрес и да се поставуваат многу прашалници во однос на третманот и во однос на исходот, односно животот понатаму. Прашањето беше да се вратиме на хирургија. Самиот хируршки третман, независно за кој тип на операција се работи, не е тоа некаква тешка операција за пациентот. Сепак дојката е надворешен орган, компликациите од хирургијата се минимални, така да самиот тој оперативен третман пациентката лесно го доживува, лесно се опоравува, рехабилитира и од хируршки аспект да се врати во секојдневните активности. Тука е голем проблем, станува веќе и таа психичка и психолошка состојба на пациентот за да се справува со недостаток на дојката. Да. И заради тоа денеска се повеќе, каде што е можно, се размислува за тие штедливи интервенции од една страна, а од друга страна секојдневната соработка со нашите колеги пластичари, реконструктивните зафати на дојка се повеќе имаат замав, се почесто ги работиме, токму за да го елиминираме тој стрес од недостаток на дојката и побрзо враќање во еден нормален, би рекол, не само психолошки, туку и социјален аспект на секојдневното живење.
И во поглед на реконструкцијата кога се прави, некогаш во самиот акт по операцијата, Значи, некогаш и се тука чека. е многу индивидуален пристапот. Пак зависи од конституцијата на пред се од онколошкиот момент. Второ, од конституцијата на пациентот, дали е слаба, гојазна, дали има големи, мали гради, конституцијата на дојката. Значи, треба најдобро индивидуално да се проценат сите тие карактеристики, понатаму што пациентката би сакала, очекувала од некоја сака мали гради, некоја сака големи гради, дали е тоа можно да се направи, како би изгледал. Значи, обично со пластичарите им се презентира на пациентите и слики од пред, после операција, како сето тоа изгледа. Меѓутоа, генерално, кај најголем број на пациенти имаме навистина добри резултати, задоволство од тоа што се добива после реконструктивните зафати. И сега прашањето е дали да се прави веднаш, така наречена immediate reconstruction, или одложена реконструкција, која што пак се донесува индивидуално од аспект на што онколошки треба да се прави кај таа пациентка, какви третмани треба да помине и каков резултат сакаме да добиеме од таа интервенција. Значи, исто време да реконструкција се прави да се отстранува тоа што треба да се отстрани и тука има варијанти дали се прави класична мастектомија или се прави така наречена skin sparing и nipple sparing, значи да се сочува кожата и брадавицата, но сето тоа зависи, пак ќе кажам, пред се водиме сметка за онколошкиот аспект. Сепак естетиката и психолошкиот момент ова е многу во тој поважно. момент ако не го излекувате карциномот како што треба, тогаш џабе ви е зошто сме го правеле ова, сето тоа. Да. Така да тоа е навистина една би рекол многу сериозна процедура која што треба да биде индивидуализирана, значи за секој пациент посебно да се повторно конзилиарно да се одлучува каков тип на интервенција ќе се направи. Значи другата опција е да се направи мастектомија, да се отстрани болното ткиво, да се поминат третманите и најчесто после 6 месеци се прави контрола, ако е се во ред, тогаш се може да се пристапи кон реконструкција, која исто така дава одлични резултати. Реконструктивните зафати може да бидат со сопствено ткиво и може да бидат со импланти. Овие со сопствено ткиво се малку покомплицирани, значи има повеќе компликации заради васкуларизацијата на тие петелки што треба да се изротираат, додека денеска имплантите, навистина производителите, веќе таа технологија отиде на многу напред. Заблуда е дека имплантот може да предизвика карцином, значи овие современи импланти сето тоа е елиминирано и они се доживотни. Во колку не се случи некаква механичка повреда на имплантот или многу ретко некакви компликации, за разлика од порано кои што после извесен период требаше да се вадат тие импланти, денеска тоа не е потребно, така да тоа се безбедни процедури кои што верувате доведуваат до навистина добар не само естетски, туку пак ќе поентирам психолошки да. Ама претходно треба да го поминеме целиот овој пат, да го постигнеме успехот и во операцијата. Ова не зборуваме за естетика. Да. Ова зборуваме за реконструкција после онколошки зафати. Значи, примерната цел мора да го постигнеме, да постигнеме излекување на пациентот, па дури после тоа да размислуваме за овие веќе би рекол убави финеси во самиот третман. Така. На крајот сме од сето ова само една порака во 2-3 збора да внимаваме и да работиме заеднички сите на превенцијата. Раното откривање. Раното откривање. И секако и во правилниот начин на лекување, кој што денеска, ако имаме добра комуникација помеѓу професионалците, еден организиран здравствен систем, навистина би требало тоа да доведува до добри резултати, како што имаат земји кои што имаат организиран и квалитетен пристап во раното откривање и во третманот на карцином на дојката.
Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Ви посакувам убав и пријатен ден.